пак ми звони Лидија, која Лидија, качи се па види ја, на дупла линија, пак ми звони Лидија, која Лидија, качи се па види ја. На видеа си те не видоа, на стори сними ја, дади Лидија, која Лидија, па дојди види ја, спија кај мене да, устам под кирија, напета водка, не остави ни готка, на скала ми е стотка, и ме вози топ, 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 дали имаш стотка, на неа и самотка, се прави хаос, пошто сака да е лом, лом, лом. На дупла линија, пак ми звони Лидија, која Лидија, качи се па види ја, на дупла линија, пак ми звони Лидија, која Лидија, качи се па види ја, на дупла линија, пак ми звони Лидија, која Лидија, качи се па види ја. Дупла линија, пак ми звони Лидија, која Лидија, качи се па види ја, на дупла линија, пак ми звони Лидија, која Лидија, качи се па види ја, на дупла линија, пак ми звони Лидија, која Лидија, качи се па види ја. Дади, како беше бакнежот со Тино? Сочен. Твој пријател, а инаку ќе потсетиме дека се радуваме на секоја нова музичка приказна. Со Цеце, ајде таа да речеме сега со две момчиња млади, можеби не се обидува. Сме го слушале Јанг Дади Знам, дома. ама на Цеце можеби е не толку позната како терен таа голема сцена сега веќе која што јас приморен сум некој пат од македонска музика, да. Нови и тоа е за поздрав. Тоа е за поздрав. Инаку и нам лично, особено да се нели ни е пријател и Тино, така што супер е дека дава поддршка во случајот и кај тебе во спотот. Марија и мал милион луѓе што ти се и блиски и знаеш како? И градски. И градски, и урбани. Во свет каде што се создава музика, култура, не можеме да создаваме сами. Добре кога ја имаме добрата екипа и нема ништо побаво ќе се сложиш кога некој друг се радува на твојата успешна приказна. Во случајот имаш мал милион луѓе кои што попат како една локомотива и станица си ги собираш и се радуваат на твојот успех. Така што и ние Дефинитивно. Да ги поздравам сите. Многу е битно да имаш добар тим, добри пријатели, поготово тука. Поготово што сме сите, да речеме, уметници и си помагаме да движиме културава напред. Како не. И кажав на Цеце пред 4-5 години кога бевме со нели нашите помлади колеги од Backstage кога ја создававме таа новогодишна приказна, тогаш првпат барем јас лично се запознав со името на Давид или Јанг Дади или Дади или како и да во моментот Дади си сега наш. Сега веќе за сите си Дади. Сега си Дади. Да. Меѓутоа вистина секој пат има еден љубов, копнеш една урбана атмосфера која што се пресликува секој пат во сите тие твои лични музички приказни, каде што ги пишеш и сам текстовите. И сеќавам од тој момент до денес вистина можеме да гледаме една еволуција на артист. И мора да споменам особено забележливо беше кога многумина и мои пријатели кои што беа туристи дојдени во Македонија беа и дел од концертот на Ареа, каде што имавте одлична колаборација, всушност те повикаа да бидеш дел од култната Очи ангелски и тогаш сватив дека патот е сериозен на Дади. Дефинитивно, тоа беше не знам, dream come true, значи баш онака ми се оствари сонот дека имам песна со Ареа. Култните Ареа, апсолутно. Значи голем поздрав до нив и до Авалон што препознаа нешто во мене и ми дадоа шанса да им гостувам. И на концертот. На еден таков хит. Паметиш кога излезе Очи ангелски? Колку години имаше ти или Не верам дека роден беше? Мислам дека Не си бил роден? Не, мислам дека е 98 мислам дека е. Ама дали низ годиниве си ја слушнал песната затоа што сум ја слушнал има кога песни сум бил кои многу што- мал, на пример, Добре. сум имал 3-4 години. Добре. Ми се вртела дома. Сам ми се вртело на телевизија, ми се вртеле највише Ареа, на пример.
и пар други артисти. И јас сум растен со македонска музика. Моите дома ми пуштале цедиња на телевизор, само Да. тоа сум гледал. Така да, вајде и тоа имало некој импакт на мене. Некаков удел, да. Дади, која возраст се твоите родители? Моите имаат 55 години. Тука сме, значи, поблиску со нив сме. 70-72. Јасно. Мала шега, ама добро е што вистина дале наследство кај тебе како млад уметник и да бидеш обкружен со македонска музика и покрај тоа што знам дека патуваш и посетуваш концерти нели на светски артисти кои што ти се некако при срце. Одежане Лидија, што велиш? Не мора за Лидија малку да Да подборуваме, збориме? бидејќи, како рече, една недела веќе има од официјалното излегување 6 дена. 6 дена, да. Да, мислам дека нема никој кој што не ја слушна по социјалните мрежи, Лесна особено песна. Лидија, нешто што влегува во уво и во глава и веројатно е едно од целите да се создаде таква песна, но како дефинитивно настана Лидија? Дали ова е нешто што стоеше можеби во фиока некој период или се создаде во еден здив и реши дека ова е периодот кога треба да излезе оваа песна? Па песната ја направивме со Андре Ник, да речеме, брзање, требаше он да излезе. Беше пример, не знам, 9:30, он требаше да искочи од 10. Добро. Во И- чекор што се вели. Да, немавме инспирација, бевме у студио веќе некои 3-4 сати, требаше да дојде Луна Бејков да снима, да направиме песна некоја за незе. И у моментот они нешто се забора, јас седам на компјутер, пуштив еден клавир и почнав тука да си редиш текст, пеам, нешто си да си пееш. пеам на дупла линија и Андре ми вика, леле, вика, ова е тоа. Од тука И почнува. на брзање, цела песна ја испеав, се што ми дојде, онака ми се појави цела мелодија, не знам, од универзумот, текстот, Да. све вака у 15 минути. И Андре Ник ми вика, чекај да те снимам. И после 5-6 денот ми ја праќа цела песна со аранжман, со тапани, со се, и викам, леле, викам, што направивме? направивме? Викам, дај, викам, одма да ја вадиме. И тоа го направивме во декември, ни требаше неколку месеци за да ја Го склопиме комплетирате. оваа All-Star екипа тука на Спотов, да направиме цел план, маркетинг план, затоа што знаевме дека вреди Песната. песната. Да. Ако Ова се е прво нешто, извини, во 2026-та, вака, ново од тебе? прво. Добро, ако вака се создаваат работите понекогаш во 15 минути, каква година си најавуваш или очекуваш, Дади? Ветувачка. Па сакам да најавам дует со една позната македонска група, ќе биде за брзо. Добро. Значи тоа ми е веќе договорено, односно работиме веќе на проектот. Така да за еден месец од сега очекувате Нов сингл. Нова нешто? Да, нова песна. И се надевам, моментално работиме турбо да направиме песна што ќе биде подобро од Лидија. Искрено мене тоа ми е целта секогаш да правам, да бидам подобар од тоа што сум, меѓутоа ќе видиме. Така да некогаш ми треба 15 минути, ама за да дојдат тие 15 минути ми требале и 3 години, така да ќе видиме што ќе биде, меѓутоа оваа година сум некако многу мотивиран и ветувам многу искрено. Веројатно за таа мотивација и ветар во грб заслужни се и фановите и реакциите знаеш и што е заслужно? Што? Астролошки гледано, Што? амбицијата и адутите на шкорпијата. А тоа ли? Па најверојатно, искрено. Се шегувавме минатиот пат, нели, Scorpion's Line. Двете шкорпии? Две шкорпии, тоа видиме, си ги препознаш работите кај помала шкорпија. Не, шега беше сериозно, велат дека, нели, ако гледаме астролошки, шкорпијата е многу длабока, мудра и велат апропо комуникација со универзумот и со високи сили. Сериозно, она што мислам дека совршен баланс кај тебе и Џокер Борака или ај повторно ќе се навратам на тие силни адути е го имаш тој знаеш како да ги навигираш комерцијалните нишки, нели да успее еден сингл во случајот или проект, ама и таа лична емоција која што Young Daddy ја има во музиката, бидејќи како што кажав, секој пат има љубов, копнеш урбана атмосфера и лична приказна во секој сингл. Па да, некако тоа мислам дека ми се јаките страни. Така некако размислувам како да направиме нешто што ќе остане у глава, како
утре тоа да го прикажеме на јавноста, како да најдеме начин да го продадеме синглот. Ја чувствуваш оваа ренесанса нова на нашата музика? Имам чувство дека На ваше период на морам да ги ренесанса. поздравам сите, Да. стварно мислам, еве како што почна годинава, некако што се вика е јако ја вадев песма, извадија уште 2-3 песни. како не истиот ден Лозано со 2 бона, Да, Дупер. Дупер, кој Да. што има концерт во Љубљана го најавивме. Баш така, И целата таа недела имаше многу артисти што извадија и стварно ете мислам дека се будиме од некој од хибернација. да, зимски сон. Така да се надевам дека се поише ќе се вади македонска музика, бидејќи само така и ќе се зголеми слушаноста кај поготово кај помладата генерација, а и ќе се мотивираме ни со други да вадиме, знаеш, тоа е некоја Тоа е природна здрава конкуренција. здрава конкуренција, да. Да. Кога има, и кога се случува. Меѓутоа, мислам дека Цеце и ја сме сведоци како и многумина дека вистина секој сака да го има некако Young Daddy во процесот на своји соработки. Тука беше Осана Реја, Тамара Тодеска, значи веќе си миленик и кај своите колеги. Знаеш и самиот и тоа е супер што го чувствуваш и што си, јас на момент ќе кажам, понизен и крепок да се заблагодариш за некој кој што нели бил долги години на сцената. Меѓутоа, вистина секој сака да го има Young Daddy можеби во некоја своја нова еволуција. Веројатно и го гледаат тоа кај себе дека време е за нови чекови, нова свежина во етерот и така натаму што ти тоа вешто го правиш. Знам дека кога последен пат зборевме имаше настап Екзи, ти уште дузина. Каква ќе биде ветувачка оваа година со настапи во живо? Па веќе имам неколку наставни што ми се договорени. Сега почнав да работам, имам нова екипа за букинг, почнав да работам со Lollipop и некако мислам баш плански решивме дека ја бев сигурен дека Лидија ќе пројде како што проаѓа. И искрено сакав да освежам малце за настапи, така да баш реков дај да видиме сега Лидија да искочи и да почнат настапите, така да веќе имаме неколку настани договорени, дури имаме некои настани договорени за летоска. Така да по тоа што имаме договорено би требало да биде да биде доста хектична убава година. Хектична година, баш да не може здив да се земе, меѓутоа и тоа е и сонот, мислам, секој артист би сакал да има цело време и настапи, и добри песни, и све да проаѓа, и тоа не знам колку време и се нема случано кај било кој, Да, све баш консистентно. револуција е вистинскиот израз за тоа што се случува на македонскава сцена и тој наплив од млади и талентирани артисти е само доказ за тоа како што многумина не опишуваат дека сме ние музичка нација, така? Така е. Да. Дали во голем дел од твоите спотови може да се забележи и дека модниот момент ти исто така важен момент во целата приказна. Се внимава на и се. е нешто што можеби како приказна многу добро поминува кај светските артисти и дали сметаш дека и тоа е еден важен сегмент на кој што мора секогаш да се обрне внимание за да биде тоа една целосна приказна? Па дефинитивно, мислам дека стайлингот Тоа веројатно и брендовите го препозна кај тебе. Да, да, така да. и настануваат соработките, но не само во спотовите, туку генерално во начинот на однесување и живење, колку сметаш дека тој моден детал или фактор игра голема улога во целата приказна? Па ја мислам дека има многу голем фактор, бидејќи стайлингот, да речеме, може па во светот е 50% од самиот артист, бидејќи стилот зборува за тебе, тоа е... А и го продава артистот. Да. И некако јас сум живеел и во Мадрид и во Милано и инспириран сум од таа некоја светска мода и секогаш гледам да сум различен за тоа. Например, на спотот искочив со Витлери, имав Жакмус розова кошула, значи малце Отскокнеш. да се покаже дека имаме и вкус И смели да бидеме во. и дека сме смели. Секој артист за да се одвои мора да има да покаже дека разбира и друга уметност. Мислам дека тоа кај нас бидејќи сме малце во некое потрадиционално општество е малце Насменуваме. да, чудно, меѓутоа тука сме ние да ги скршиме тие бариери.
затоа и сум се фарбал, затоа сум искачал и со скинати некои фармерки, со некои принтови, мислам, сум бил отворен за секакво експериментирање, затоа што знам дека утре тоа ќе вреди тие што треба ќе го препознам. Затоа велам дека комерцијалниот ритам е многу доволно присутен, доволно ќе кажам зачинет, затоа што сепак ништо не е претенциозно, а е многу добро вклопливо. Како што велиш ти, кога имавме Лидија, можевме да си играме со песната, па и со самиот споти. Знаеш, самата песна го носи овој ритам на таа возбуда од бои, колаж, калейдоскоп кој што го гледаме. Многу ми е криво да знаев, можеше во некоја следна прилика и Андреј Ник. Тоа е, веќе го поздравиме, одличен автор, ние велиме новиот Дарко Димитров, новиот Лазар Цветковски или новиот, нели како зборам, како основоположник на една нова сцена, нова инфраструктура во музиката и вистина, он работи чинам дека сите млади артисти, нови артисти сега работат со него. Со Андреј Ник. Да, па скоро со сите работи. Она е револуција моментално. Одлично. Стварно нема некој што поише работи од него од младава генерација. Воркохолик. Он е единствен можда што толку се двои стварно, ама мислам Андреј работи буквално по 16 сати на ден, значи ја кој да му звонам и у 6 сабајле, он е у студио. Он секој пат во студио да работи. Така да морам да го поздравам и сега е во студио. Сега спие. Сега спие. До 6 у студио и спие, дока е 2 сати, од 2 иде у студио. Искрено се радуваме на соработката, нема да ајде. Нели сепак се тие некои работи кои што се па и возбуда за публиката да откриеш со кој бенд ќе биде. Може би ќе тоа знаеме ние, кога ќе се изгаси. Ќе тоа знаете. Ќе знаеме. Мала шега. Висна ќе ти посакаме од срце да имаш едно од најбавите своји години, па така нека се нижат. И не само да екзит, големи сцени. Ние еднаш се договоривме, може би Греми награда. Дај Боже. Никога што се знае. Дај Боже, ако ни текне нешто соработки, светот е многу отворен. Светот е многу отворен, да. Дај Боже. Ки ти честитаме и уште една работа што ми се допадна е тоа што ја испочитува и фестивалската сцена. Макфест исто беше нели убаво уживање, 40-тото јубилејно да те има во својата историја на артисти, така што од време на време не е лошо и таму да се појавиш повторно да се видиме на таа сцена во Дефинитивно, дефинитивно. Може ли да се одјавиме со уште една песна? Со која? Па мислам дека која си одбрал? Дали тоа да биде Лудило без стоп? Не знам која. Мислам дека ја имаме и може да одиме со како едно заокружување. Уште една песна со Андреј работите? Со Андреј. Ете, уште еден добро познат тандем. Дади, чувај ни се до следен пат. Фала. Уживајте со Лидија, уживајте со музиката на Young Daddy. Young Daddy, baby. A ti si stvarno dobra devojka. Begaj od mene, ja sum nevolja. Na zabavati ti šepotam. Da ne pravi za džabe trevoga. Zboraci klubovi mesta, дека sum toksičen i nezdrav. A od kada samo ne znam, valjda je do tebe prikazni mi vadiš 200. Ludilo bez tog, a na mene mi je to, a na mene mi je to. Ludilo bez tog, a na mene mi je to, a na mene mi je to. Ludilo bez tog, a na mene mi je to, a na mene mi je to. Mi zvonela za karti, do doma da mi svrati. Welcome to the party, baby, pravime after party. Ofo show, šopo show, сега sluša Daddy do včera techno. Heck no, prode voz, ali utre ide nov. Sorry my love, idem na love. Ludilo bez tog, a na mene mi je to, a na mene mi je to. Ludilo
done.